Да, се враќаме во студиото. Како што кажавме, тука е професорот Михаил Гаревски, сизмолог, поранешен директор на ИЗИС. Професоре, добро дојдовте во студио 10. Со задоволство дојдов. Оно што се случува со земјотресите на околу грчкиот остров Санторини, го привлече вниманието на светската јавност, но и на научната јавност. Бидејќи од оно што можевме да го видиме, да го прочитаме, дека се работи за една прилично не секојдневна појава, можеби, како што видовме и некои од вашите грчки колеги велат, можеби за прв пат забележана ваква појава, толку многу земјотреси со толку таков интензитет во таква една непрекината серија да се случуваат така долго време. Велат прилично чудно. Како гледате вие на тоа? Е прилично чудно и тој термин се користи за оваа серија на ројот земјотреси. Чудно е зашто, но се слушуваат рој на земјотреси и пред некој главен удар и после некој главен удар. Тоа беше типично малце во Лаквила, кога серија на земјотреси слично на ова што се случува во Грција. Каде е тоа Лаквила? Лаквила е во Италија, негде 2009 година се случи и група на научници ден пред да се случи тој главниот земјотрес рекоа веќе енергијата е истрочена и не може да се очекува дека ќе дојде некој последен земјотрес. Утрето ден се случи и некои од нив ми беа лични пријатели, ги оттужија, имаше еден голем процес. Прво беа, треба да ги затвора затоа што даде такви изјави, бидејќи имало жртви, но потоа ги ослободија, бидејќи, како што знаеме, земјотресите не се случуваат. Што е специфично овде? Многу долго, веќе 2 месеца, дури ми се чини е почнат овие микротремори уште пред нова година и вкупно до сега имаме негде 19.000 земјотреси. Добро, тие сите не се големи. Голем број од нив се 1 до 2. Еве, пред 4 сата имаше во Армос островото, таму беше епицентарот, каде што имавме во рок од 2 сата, 2 земјотреси со магнитуда 5.1, кој што релативно не е мала, многу вознемирувачка ова магнитуда, така да сега науката дефинитно е исклучено дека овие тремори се, или земјотреси, дефинитивно исклучено е дека они се како резултат на некоја вулканска активност, односно притисок на лавата. Значи тоа не е, бидејќи тоа се спомнуваше како опција. Во прво време се спомнуваше зашто, бидејќи епицентарот на земјотресите почна од Санторини, но сега се придвижи негде 50 на километри од Санторини и таму има систем на раседи. Тоа се систем на расе и некои од нив се долги по 120 километра и затоа не можат научниците нито ја да со тврдење да кажеме, обично јас сум доста смел кога да мислам дека ќе се смири, но не можам со сигурност да тврдам, бидејќи тоа е серија на паралелни раседи и овие мали земјотреси можат и да тригерираат еден посилен земјотрес, но исклучено е дека е некоја вулкански активност, инаку ние знаеме дека Санторини е изградено на расет кој што имало вулканска експлозија негде најголемата што се случи 3.500 години од денеска, значи негде 1600 години пред нашата ера и последна вулканска ерупција, не така драматична, спектакуларна, они викаат овие вулканолозите, се случи на 1950 година, но вредно и да се каже дека 56 година магнитуда 7.7 се случил во тој регион, што е многу висока магнитуда. Во Скопје никогаш таква магнитуда не може да се случи. Да.
Да, кога зборуваме за ова, добро, постои ли, професоре, тоаш опасност не знам за Санторини сега одиме во најапокалиптични сценарија некои? Постои ли некоја посериозна опасност за островот? Јас што би рекол, ако и се случи некој посилен земјотрес, пошто е помакнат малце 50 километри од Санторини и забрзувањето атенуираат веќе и на 50 километри оддалеченост, нема да биде таков интензитет. Мислам дека за некои поголеми рушења не би требало да дојде и да се случи некој малце поголем земјотрес од овој. Најголем беше во серија на земјотреси, магнитуда 5,3, од прилike колку што беше и Скопскиот 2016, кој што беше 5,4, и ние бевме бајаги вознемирени, тури у регионот овде ке Ново Лисиче имаше мали прснатини на преградни зидови, нигде немаше на конструктивните делови, на магнитуда 5,4 не смее да има, бидејќи сите згради се проектирани во Скопје на повисока магнитуди. Така да може ли да се случи поголема, но не очекувам сепак дека би бил некој разорно би действувал земјотрес кој што сепак е оддалечен 50 на километра. Обично нормално, магнитуди се оние кои што прават бели, се знае која магнитуда, какви консеквенции може да прави, но најчесто имаме кога епицентарот е близу до градот и нормално ако се градбите слаби, тогаш имаме огромни штети, како што беше на Хаити 200-300 жертви, ама таму имаше оддалеченост негде 12 километри. А чим е магнитуда, еве и како у Турција, да речеме, магнитуда 7, тоа се огромни магнитуди и се знае скоро да е неизбежно дека ќе има рушење на објекти. Нормално не многу. Таму имаше тригерирање на земјотрес. Па во Италија во Аматриче, значи имаше серија на земјотреси, бидејќи беа паралелни раселите. Во Турција последно 10 дена, 15, имаше автершокови. Рој, да речеме, на автершокови, али малце поместен епицентар се појави повторно магнитуда 7,3 и се смета тоа беше тригерирано од раседот кај што беше главниот удар во Турција, се појави друг. Слично беше во Италија. Епицентарот во Италија 2016 година, централна Италија беше у Матриче у август, серија на вакви рој од земјотреси, повторно таму паралелни раседи од по 30 километра, тригерира после Норчија уште еден од прилike со истаков. Има ли, професоре, опасност за регионот или мислите дека Санторини е изолиран случај кој може да делува само таму? Сега зборувам за еден поширок балкански регион. Имаше потреси во Хрватска, имаше во Албанија, во наше соседство, не толку силни, но сепак постои ли, мислите, некаква поврзаност или сепак тоа се изолирани региони? Значи вака, сите овие земјотреси што се спеве во Хрватска имаше 4 нешто претен 5-6 дена, сега 2 и нешто. Во Грција повторно 4-8, не знам, Италија. Значи сите и овдека може да се случи, би у Македонија негде да имаме 2-3, но не очекувам да имаме повеќе, не очекувам, ама нема да биде резултат на ова што се случува во регионот на Санторини, но сите овие земјотреси и Медитеранот се знае дека е еден од најактивните региони, па и во светот, а да не кажам за Европа, е резултат на таа колизија, ние што ја викаме, меѓу Афричката плоча и Евроазијската плоча. Они се приближуваат годишно една према друга негде околу 2,5 сантиметри, и Афричката плоча се подвлекува под Евроазијската плоча, прави притисок и предизвикува напрегање на целиот тој огромен регион. И секој регион има своја група на раседи, ние имаме во Македонија,
и тие раседи се активираат, но не како резултат на некој посилен земјотрес, особено не кога е 100 километри, да кажеме, скоро никогаш ако се случи во Ландово, таму ќе исто се случуваат големи земјотреси, не може да го трагедира Скопје, иако не поише од, да кажеме, скопските раседи. Не е многу далеко, да. Иако не е толку далеко. Така да не постои никаков ризик, а дека имаме активна сеизмика во Медитеранот, на Балканот имаше, да, тоа исто, како резултат на притисок на тие две плочи, има и една микројадранска плоча, таа пак се подвлекува под Динаридите. Али тоа е цел повторен процес од две мегаплочи, да ги кажам, афричката и евроазиската. Има ли науката напредок на полето на предвидување на земјотреси? Знаеме, вие сте објаснувале безброј пати во минато дека немаме дефинитивна некоја метода која со 100% може да предвиди, но напредуваме ли некако во тој поглед? Има две работи, значи негде 60-тите години постоеше ентузијазам и кај американците и кај јапонците, нормално и овие од земјите од социјализмот, Русија, Кина и тие, за да помогнат на нивните луѓе, беа и ентузијази дека ќе се може да се предвидуваат земјотресите, но тој ентузијазам пополека исчезна и можам да кажам дека идам на безброј конгреси и гледам безброј трудови, многу малку има некои кои што се обидуваат да предвидат. Единствено, интересно е да се каже ова, многу интересно е, значи во Кина тоа е званично се води како земјотрес. Кинезите викаат, еве дека го предвиделе, од кој аспект? Значи, ден пред земјотрес, или 2 дена пред големиот земјотрес со магнитуда 7,5, 1975, градоначалникот, не го памтам точно градот, како се вика, ги евакуирал граѓаните и се случил многу магнитуда 7,2, 7,3. Они велат дека тоа било како резултат на, не знам, повишување на водата, можеби некои други манифестации, но има и една друга теза, што имало за среќа 3-4 дена претходни шокови, форшокови, кои што направиле мали штети и поради тоа градоначалников одлучил да ги евакуира граѓаните, бидејќи обично на такви работи не се дозволува. Така да, тоа е званично се води да ме хере као еден вид предвидување, но за жал следната година, 1976 во еден друг град во Кина, без никакви манифестации, земјотрес магнитуда 7,6, 250.000 жртви. Еве уште едно интересно, ако не знам дали има време, стварно интересно да се каже. Во Калифорнија, тој е познат Свети Андреа Расет, долг е Сан Андреас. Сан Андреас е долг негде околу 1200 километри и по таа должина континуирано се случуваат големи земјотреси. 906, 1906, Сан Франциско, магнитуда 7,6. После тоа имаше негде у Лос Анджелес, во регионот на Паркфилд, на тој Расет, скоро регуларно, на 30 години се случуваат земјотреси со магнитуда 6,7. Значи, секоја 30 година 6,7, 6,7. И негде 1999 година требала таа серија по 30 години да се случи и Америка, еден Паркфилд проект се викаше, однесено брду на инструменти. Од инструменти кои мерат магнетизам, поместување, испуштање на радон, не знам, акцелерометри, сите тие работи, и го чекаа земјотресот што се веди 99-та, се случи пак с магнитуда 6,7, ама после 10 години, негде 2024-та,
и немаше никакви манифестации. Така да Интересно, значи ништо нема некакви резонанци во земјата, во тие фреквенции, нешто се менува, нема значи. Не, значи вака, значи што е напредокот и што е добро. Значи се знаат зоните кај може да се зават земјотресите. Се прават така наречени сеизмички хазардни мапи. Се знаат регионите и се знаат магнитудите. Се знае дека во Скопје не може да се случи магнитуда 7, да не кажам уште повеќе. Магнитуда 7. Што е еден добар показател и ние дури за тоа не ги проектираме зградите да издржат магнитуда 7, бидејќи знаеме такво нешто никогаш нема да се деси. Значи, локациите ги знаеме магнитудите, ние кога ги проектираме објектите, се викаат така наречени повратни периоди за земјотресите. Еве да речеме скопските објекти со проектен земјотрес се проектирање со повратен период по новите европски прописи за повратен период од 475 години. За таков земјотрес зградите во Скопје би требало, ако се направени како што се направени, да издржат таков земјотрес, да не се срушат. За таков еден земјотрес, тоа е голем земјотрес еднаш на 500 години што би се јавил, да не се срушат. А за честите земјотреси кои што во тој период од 500 години би се случувале, објектите не смеат да имаат никакви конструктивни оштетувања, туку некои мали оштетување на преградните зидови. Да, ќе зборуваме секако за безбедноста на градбите во Скопје. Сакам уште една работа да ве прашам, што е со оние вести што ги читаме некогаш дека некои држави прават експерименти со животни, дека животните може да предвидат, дека тие чувствуваат некои фреквенции кои не можат на инструментите да ги измерат и така натаму. Не, има ли во тоа некаква? Не, има следна вистина, дури има и на видеа некои на телевизија. Не велат они животните чувствуваат, ги пречувствуваат, они кучињата ги детектираат пред човекот примарните талоси. Кога ќе се случи земјотрес се случува 10 на километри длабочина, има и подлабоки, и на 70 километри длабочина, но нашите се измеѓу 7 до 10 километри. Дојде до нагло ослободување на енергија и се шират така наречени примарни и секундарни волуменски талоси кои што доаѓаат на површината и тие после се претвараат во површински таласи. Најчесто површинските таласи ги рушат зградите. Сега примарните, и за тоа така се викаат, тие се контракциони и едат први. Кучињата први можат да ги осеќат тие таласи, а тек после, да речеме, доаѓа оној посилен удар од секундарниот талас, кога ние се обидуваме или да бегаме, или да се заслониме. Имено куче бега после негде 5 до 10 секунди, бега на снимка. Бега и човекот од која веќе он го осетил. А пред тоа го нема осетено. Така да, има у тоа вистина, но како викаат, овде многу често викаат, пошто сум го преживеал, јас Скопскиот земјотрес, многу животните лаева, кучињата лаат. Ма не можете да се ослоните на тоа дека кучињата лаат, за се што. Така да, тие се непуздани работи и науката, значи, ние викаме, тоа има еден научник као теза, има кажано и сите ние тоа го користиме малку модификувано. Земјотресите не ги убиваат луѓето, него недобро проектираните згради, што има вистина. И ние сме сега ориентирани на дефинирање во науката сегашна на тие сезмички хазардни мапи и на проектирање на сигурни згради. Ако се прават по проект зградите и ако се изведуваат по проект, тие стануваат стварно сигурни. И
ние сме способни, нашата специјалност е земјотресно инженерство, да проектираме и економични и сигурни. Иначе ние, ако сакаме да не штедиме економски, ние можеме да направиме зграда у Скопје која ќе издржи на шала јапонски земјотрес. Ама зашто да ја правиме таква, колка таков земјотрес никогаш нема да се случи во Скопје? Да, во однос на безбедноста на градбите, вие сте еден од оние експерти порано и сега кои што велите дека имаме релативно безбедни градби. Апсолутно. Но има и некои ваши колеги кои мислат спротивно. Еве имавте скоро едно соопштение од вашиот институт во однос на изјавата на директорот на ИЗИС кој кажал дека не сите згради после 2013 година се безбедни. Вие имате една реакција, да речеме, на тоа соопштение. Велите дека тоа е дадено, еве, читам со неверојатна леснотија, дека таа изјава е, парафразирам, неодговорна и така натаму. Значи, вие не се согласувате со тоа во принцип, дека не сите згради, бидејќи морам да кажам дека тоа е едно, ајде да речеме, едно верување меѓу народот доста расширено. Ама ме чуди, ете, тој директор, добро, ајде, ја имам сега свој директор, научен институт да се измислуваат порни градби и климатски промени, така ми се вика. Да. Институтот, мислам дека беше тазе дојден и малце сакаше нешто друго да каже и практично ги вознемири граѓаните. Значи, јас со мојот институт направив една многу оригинална анкета пред година, 2 години направив една оригинална анкета, реков, ајке ги, пошто ја уште го памтам Скопскиот, беше страшно бучава, страшно јако. Ни од близко ова што го граѓаните го осетија 5,4 што беше, тоа ве фрла буквално. Значи, и за тоа се вика, за повисоки магнитуди од 6 да се легне на земја, ќе ве фрли, инаку. Да се вратам на ова што ме прашате. Значи, направив едни анкети преку Facebook, една посебна техника, ја нареков и дали се сеќавате, и ми одговорија негде околу 400 скопјани како го преживеале земјотресот, а направив и друга анкета за битолскиот земјотрес. И меѓу другото прашав на кои објекти највеќе им верувате. И што беше? Сега не можам точно процентите да им там. Негде околу 50, 54, 55%, можда и 60%, им верува, вика, на зградите од 65-та до 70-та, 75-та, одма после земја, највеќе, па не знам, од 75-та до 90-та, па некој така, и од 2013 или 2014 најмалку им веруваат. Што е комплетно погрешно. И еве, пошто има доволно убаво време да се објасни, ќе сватат граѓаните дека не е така. Прво тогаш беа малце подруги прописи. Немаше примитивно се бетонираше, немаше толку добри фабрики за производство на бетон и сите тие работи. И димензиите, нека ги погледнат, димензиите на столбовите сега, и кога ќе видат негде објект кој што се гради, каде што ќе видат арматура, ќе видат брдо од арматура. Да кажем, јас, син ми и керка ми живи у градски зид. И сите, кај народот е Кензо Танге ги проектира. Да, градски зид најдобар, да. Па нема 40 сантима се 12 спрата е зградата, 40 сантима на 40 се столбовите. Сега многу поробузни столбови се ставаат. Меѓукатна плоќа порано се проектираше ситно ребрасна конструкција, па 5 сантима плоќа. Не знам зашто, тоа е и многу полошно за изведба. Кога имате плоќа, многу е подобро се однесува зградата. И да завршам што е најбитно, он има згречено, за жало, овој директор, сакајќи да каже дека они не веруваат, дека треба повторно да им се верува, нив да доаѓаат луѓето или не знам што. Значи, он згреши зашто? Од
крај на 2013, тоа народот континуира го кажувам, што е многу важно. Значи, од крај на 2013, почеток на 2014, има во законот член 4А, кој што вика секој објект мора да помине на контрола во некој од научните институти, тоа е и мојот, и ИЗИС, и така натаму. Ја имам сега многу голем број на проекти што ми доаѓа, што ги контролираме. Значи, буквално, во општината нема да му издадат, значи, треба да се тотално избегне сомневањето дека овие објекти не се добро проектирани. Во општините не му прифаќаат на инвеститорот ако не поминал и добил позитивно мислење од научен институт специјализиран за снимачки отпорни градби. Уште повеќе, за објекти кои што се над 300 квадратни метри, ние треба да идеме 2 пати на терен, да проведеме марка на метод, да провериме, да кажеме, арматурата, дали е вградена како што треба и сето тоа. Мене едино што не ми се свиѓа за поновите објекти, заради тие набиени маркици се многу у неправилни форми. А објектите кои што се посиметрични, многу побаво се однесуваат за земјотрес, а одека тие маркици имаме објекти шпицасти на едниот дел со лош агол, со другиот не се нити правоаголни, нити коцкасти, што не е убаво да се измички аспект. Инаку, објектите кои што се најдобри после 2014 година, дека доедна во било кој регион во Македонија, и некојаш луѓето мислат дека сеизмичките сили не се зимат, упреди се зимат, постојат прописи, македонски прописи од бивша Југославија, сега треба да дојдат и европските прописи за сеизмичко проектирање, кои што се уште по малце сложени и поригорозни, така да не е точно мислењето и без потреба ги вознемири граѓаните. Јас знам, урбанизмот е катастрофален и за мене. Ја тоа го викам греото, го упропастиме. Скопје и сега е неповратно. Па и се иде доле со у подорми со 2-3 гаражи, 2-3 спрата по земјата и кошти за инвеститорите. Пубаво нека наложат и така дучени вика, имаме се ли превише на приземјата, нека бидат гаражите на тие стамени згради. Нема многу да изгубат и тие инвеститори, бидејќи доле да идете вие, најмалку 200-300 илјади ве кошта оно што ќе го правите. Зошто велите дека тие подземните гаражи се создаваат и за предонесуваат за безбедност или не? Не. Или мислите само нака од инвеститорски аспект? Зборам од аспект на урбанизам. Значи, објектите се одлични, контролирани се сите. Него велам од аспект и на урбанизам, и на компликувана со градот, се копа, тамо има подземни води, има Скопје многу на 3 метра и тоа се сложени процеси кој ќе си иде толку длабоко по земја. А, професоре, знаете што велат дел од граѓаните и некои експерти? Велат, во ред е ова, се што го зборувате, во однос на закони, на прописи, како функционира, но велат, проблемот е што некогаш не се почитуваат тие мерки. Секоја се почитуваат, сега, што е, некои одат со проектанти, али пак се задоволени сите тие напрегања периоди вамо тамо. Има, значи, инвеститорите, они гледаат по колку арматура по квадратен метар се става и да речеме негде процесок од 40 до 50 да речеме килограми, како би му дошло на квадратен метар. Сега некои проектираат 60-70 и сега конкуренција измеѓу проектантите, овие инвеститори викаат, ти ми прави за 70 кила по метар квадратен, од ми прави 40. И едните и другите ги задоволуваат напрегањата, ама едните се по-на граница, овие се малце, дури би рекол, по-предимenzionирани. У тоа е разликата. Иначе,
Ја имам такво мислење. Некога се потфрлаат марките на бетон. Некога, значи, ние идеме на терен, значи, ќе проектираат 40-ка, ќе испадне некогаш и 30-ка, па некогаш и понески, но за среќа не многу често. И тоа најчесто у почетокот на приземјето, кога ќе почнат после погоре, не ни требаат толку високи марки на бетон. Тука треба малце повеќе да се. И може би да бидат повисоките марки на бетон и у проектирањето, така и да потврли марката, да остане, особено на приземјето, бидејќи... Зборувате за квалитетот на бетонот, така? Да, бидејќи зградите паѓаат од приземјето. Тука се најголемите сили и тука мора да, и затоа се и столбовите најголеми. Сеизмичките сили се собираат по спратови и доле се најголеми. Како би, еве, кога сме веќе кај тоа на начинот на изследба, како би направиле компарација во однос на новите градби? Вие и самиот кажавте дека порано се градеше поинаку, може би примитивно на некој начин. Не примитивно, но друг начин на изведба, да. Не толку прописите не беа толку ригорозни. Да, но и начинот на изведба е различен. Сега гледаме дека, например, не се градат веќе, речиси, преградни зидови, се оди со гипс картон, друг тип на изолација. Фасадите се поинаку, сега гледаме дека е најчесто стиропор или некои други типови. Гледаме дека се и други типови на цигли и така натаму. Се е поразлично. Значи, како гледате на тоа, на начинот на овие сега современи материјали во однос на старите, во однос на таа сеизмичка градба? Па, значи, уште подобро е со такви преградни зидови кои што не се толку тешки, бидејќи преградните зидови не се носечки елементи. Значи, сами гледаме, нели, конструктират, ние ја викаме карабина, таа носи. После се додаваат. Значи, тоа е подобро. Подобро е. Да речем. Еве, јас ке потенцирам. Значи, стално и доста од граѓаните така велат, не релаксираш кога ќе кажеш. Па најубави примери се следните. Значи, кој згради падна од Скопје? Скопје падна таа 13-та зграда, у Харпуш 2 ми се чини беше. Тоа е скоро феномен што се направи тогаш. И тоа е многу чудно што ние како да не знаевме дека пред тоа имало у Скопје земјотреси, имало. Тие се 5 спрата или 6 спрата згради, ниеден столб немаат. Цигли од полна тула, од 25 сантима, тие најдебелите зидови, не постои свет зграда што може да издржи земјотрес таков, која што е висока 5 спрата, 6, да нема ни еден столб. Други објекти, иако не беа проектирани на сеизмички сили пред Скопскиот земјотрес, на ветер се проектираа. Немаше типични ригорозни, тогаш немаше ригорозни прописи. Од десно на ветер, еве ви ги кулите поред Вардар. Тие преграните зидови се оштетија, ама ни една не падна. 14 катници кога се иде на Партизанска, 3-4 се тие, не паднаа и не се оштетија толку многу. Не за малото Македонија, ние така ги викаме, и други некои кои што се рамовски, то не тродимenzionално рамовски, не паднава, не се оштетила, што значи теко вие колку подобро би се однесувале, пошто погледате, у два правца, па имаат платнени јадра унатре, па сите тие работи, така да граѓаните у новите објекти, сега има исклучоци, сега не можам да кажам дека се сите идеални, има инвеститори кои што може да забушуваат, но сега е конкуренцијата голема и они не сакат малце да Мислам дека вие во минатото кажувавте дека особено треба да се внимава на доградбите. Доколку постои некаде... Тоа апсолутно, тоа е катастрофа, ама више ги све издоградија. И сега има и некои добри градби. Еве ја гледаме на доградба сега, баш ја гледав кај железничкава нова станица. Тоа се тие оние стари класични приземја и 3-4 спрата, тие се од масивни зидови, тие не се добри објекти. Она е надградувана, ама едни убави платна се вадат и од двете страни. Тоа е веќе, да кажам, и не е толку лошо, ма да ја не сум ни за тоа.
А директно надградба, која беше по законот и уште тој закон важи, ако не надмине 10% тежината од објектот, тоа што се става од озгора, не треба да се дава никаков доказ, пошто деве као 10% тежина е малку. Ама тие надминуваат од 10%, надминуваат многу повеќе и немаат ни столбови тие. Немаат ни столбови и сега уште еден спрат. Тоа не. И секогаш континуирано сум го викал, законите за градба, ово на тие нека се менуваат, ама најубаво не од корен вие да менувате закон, па после да излезат многу повеќе грешки. Само импрувмент, што викаат енглезите. Некои работи да се офрлуваат. И требаше уште пред 20 години да речат сите објекти кои што се од пред земјотрес, нема што доказ, не доказ, не се дозволува надградба и готово. Така требаше да се направи, ама они дозволуваа, бидејќи законот кај нас доаѓа и во излиш тогаш ние со 10%, ако испод 10%, пониче си над малце материјалите, полесни вамот, рачунски докажуваат. Сега после што ставаат, како ставаат, али у секој случај тие објекти и некои од станарите, се сеќам, не сакаат да се надградува. Јас живеев в Карши и Дадија, пред земјотрес ставили уште еден спрат, од тули беше мојот објектот, со оштети, тоа беше од хидроелектропроект објектот, одлучија не од спрат да го тргнат, а не да ставаат, да го тргнат, затоа што сметаат дека е додатен товар, дека тоа не чини. Да. Добро, за крај, бевте вклучени во проектот за обнова на универзалната сала. Некако последно време не сте веќе таму, но еве ваше едно мислење на целата работа, не гледаме се уште дека таму се прави нешто. Па јас не можам да кажам и не знам зашто јас дадов позитивно мислење и јас сметам дека воопшто има оштетување на таа горната круна, која што и онака има така убави робусни елементи, има набабрени некои елемент. Главните носачи на лаковите ништо не им е. Не извршивме тестирање, да кажеме, на епрувети извадени од најопожарените делови. Никакви карактеристики не се променија, нема промена како да не е опожарена конструкцијата. Само горе има некои елементи кои што многу тоа се секундарни, можат лесно да се изменат, иако и нивните карактеристики се како да не се опожарени, они се издеформирани од коцка, од натрешен притисок со зголемена температура, како кружни се направени, но извадивме проекти и нивните носиви карактеристики се исти. Горе треба да се тоа смени и толку, нема што. Конструкцијата не е проблем и тие се јасни конструкции. Класификацијата е едноставна, нема искривување, има горе некоја набабрување, дури они викаат по оваа литература што читам, дури ако е некој елемент искривен, може да се извади, па да се исправи, па пак да се стави, што никој не би го направил. Тоа треба подитно да не седи, сепак доаѓа до корозија. 5-6 месеци откако е објектот, 5-7 месеци објектот е отворен така и кај што беше делот, кај што беше опожарена конструкцијата, делот, од тој дел падната е слојот заштитен и може да дојде до корозија. Не е страшно, ке се испескари, али не треба се чека. Не е никако, јас дадов децидно, јас сепак за мостот Беласица, пошто беа внатрешни кабли, се додека не направивме пробното варење со 6 камиона на средина на распонот, што таков случај скоро никогаш нема да се деси и се покажа дека померувањата се буквално исти како 2005 година, кога се правило исто такво
пробното варење се покаже, значи конструкцијата, ама буквално не е ништо, но тие се поделикатни, бидејќи има внатрешни кабли, тие внатрешни кабли на пренапрегање се поосетливи, а овдека очито нема ништо, овдека е конструкцијата во ред. Било пожарено, но може брзо да се работи. Зошто мислите дека па не се работи ништо? Зошто? Не знам, тоа не знам. Ние си дадовме, ни дадоа ова побара тој што беше изведувачот да направиме експертиза. Јас се направив уште вајда пред 5-6 месеци и понатака не се мешавме ние. Да. И така како што вие велите стои така отворено, но и урбанистички гледано, навистина е едно ругло за градот, Па нели сега треба да дојде, како вика, 2028 или 27 треба да Скопје град на култура, као и треба тоа да се направи. Да. Добро, професоре, ви благодарам за ова гостување. Мислам дека е повторно позитивно за граѓаните што го кажавте на некој начин смирувачки, кога ги слушаат овие. Дефинитивно, најодговорно кажувам, дека ако се прави паралела од 65-та до сега, сите објекти што се од 2014-та се најдобри и сите се контролиране, а не како што рекол директорот, дека он се сомнева. Па како се сомнева кога ние ги контролиравме, јас ги контролирав, он ги контролираше. Да, треба да се секако треба да се внимава со секој тип на изјави кои може да предизвикаат вознемирување. Мора обазливо. Некогаш јас сум смел кога велам дека нема да се случи земјотрес, затоа што реков, некои колеги мои може и у затвор да идат, ама по некои параметри, да речеме, се знае од прилика овој магнитуда 5-4 што беше пред 2016-та. Такви се на 50 до 70 години дека се случуваат. Сега, добро, никош не се знае, али голема веројатност, многу е поголема веројатност да не се случат. Да. Професоре, ви благодарам уште еднаш за ова гостување. Ми беше пријатно што ме поканивте, секогаш добро иде разговорот со вас. Да, благодарам уште еднаш. И со ова гостување на професорот Михаел Гаревски го завршуваме и ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме на вниманието ви и на довербата и останете со програмата на Телевизија 24.